година. Значи денеска се одржа редовен состанок на регулаторниот борд на земји членки од енергетската заедница. Покрај овој состанок јас го преседавав за прв пат како ново избран председател на овоа тело и нашите очекувања е дека во наредниот период ќе можеме да наметнеме повеќе теми кои што ќе бидат од интерес пред се и за нашата држава. Инаку најголем дел од времето денеска посветивме на начините и активностите кои што ги превземале регулаторните тела од регионот при справувањето со ковид кризата и во најголем дел сите регулаторни тела од регионот имаат превземено исти мерки, односно давале да нема исклучувања и исто така се однесувале пред се мерките во однос на подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија. Она што радува е фактот дека во ниту една земја од регионот во овој кризен период немало проблеми со снабдувањето со електрична енергија и тоа продолжило континуирано. Инаку исто така посебно внимание посветивме на формирањето на заеднички пазари на електрична енергија и природен газ, имајќи во предвид дека најголем дел од земјите веќе го имаат усогласено своето законодавство со европското законодавство и поради тоа уште еднаш ја потенциравме потребата за побрзо формирање на регионални пазари кои што покаже оваа криза дека доколку постои заедничка соработка на сите чинители во рамките на енергетската заедница, толку полесно ќе бидат решавани проблемите кои што би настанале. Така да во наредниот период еден од приоритетните проекти кои што ќе се даде и во рамките на енергетската заедница ќе биде поврзувањето на пазарот на нашата држава со пазарот на Република Македонија и потоа се очекува кон овој заеднички пазар да се приклучат Косово, Албанија и Црна Гора и во трите земји кои што ќе се приклучат на овој пазар веќе се превземени соодветни мерки и се носи подзаконска регулатива со цел некаде кон крајот на 2021 година и овие три земји членки да се приклучат на овој заеднички пазар, кој што се разбира ќе биде многу интересен и за земји членки на Европската унија, особено Италија, која што веќе помага неколку проекти во кои што учествуваат овие 5 земји и вклучувајќи ја и Србија. Дали може да ми кажете колку граѓани реагираа на високите сметки на ЕВН и дали веќе ЕВН превзема корекции? Значи во изминатиот период до минатата недела имавме околу 150 реакции, сега имаме околу 30 на реакции на ден. Тие се реакции кои што или не доставиле до ЕВН или решиле едноставно директно да се обратат до регулаторната комисија за енергетика и ние во истиот ден веднаш ги препраќаме овие реакции до ЕВН и во најголемиот дел во овие реакции од граѓаните ЕВН писмено ни известува дека ќе ги коригира фактурите соодветно на доставените податоци. Она што го направивме во текот на вчерашниот ден, бевме во комуникација со електродистрибуција, која што е оператор на електродистрибутивниот систем и регулаторната комисија за енергетика даде поддршка на иницијативата на електродистрибуција за поставување на броила со далечинско отчитување во целата држава, имајќи во предвид дека и набавната цена се намалува и за таа цел веќе во една општина, во општина Гостивар е започнат пилот проект каде што сите броила сега поставени ќе се менуваат со броила со можност за далечинско отчитување и потоа очекуваме дека тоа ќе се расшири на територијата на целата држава. Инаку овие броила нема да бидат на трошок на граѓаните, туку тоа ќе бидат вообичаено како и претходните броила на трошок на компанијата како основно средство кое што потоа регулаторната комисија за енергетика го зема во предвид при определувањето на цените. Значи потенцирам во наредниот период ќе направиме поголем притисок врз електродистрибуција да почне процес на заменување на постоечките броила со броила
кои што имаат можност за далечинско отчитување и веќе таков проект е започнат во општина Гостивар. По добивањето на првичните резултати и анализи, тоа ќе биде спроведено понатака и на територија на целата држава и веруваме дека на тој начин овакви проблеми во однос на отчитувањето повеќе ќе нема, тогаш може да нема ни потреба граѓаните да ги отчитуваат броилата, едноставно како што добиваме податоци за телекома, така ќе добиваме и за електричната енергија. Господине Бислимовски, во уште едно прашање во однос на сметките за вода, граѓаните повторно реагираат во однос на онаа ставка што се пресметува во месечната сметка за наводнување на градското зеленило. Се бунат зошто да речеме во однос на пресметката за вода, на индивидуална сметка, се инкорпорирани, да кажеме, повисоки плаќања за разлика од некои пониски сметки. Зошто оваа сума 20% не е фиксна, да речеме, карикирам 100 денари и да ја плаќаат да е еднаква давачка за сите, туку се пресметува по потрошена вода на месечно. Регулаторната комисија за енергетика во делот на водниот сектор единствено има надлежност да определува водни тарифи и тие ги доставува понатака до соодветните предпријатија, а потоа и до советите на општините на одобрување. Значи, оваа одлука и оваа давачка која што се однесува е утврдена од Советот на град Скопје некаде во 2013 година и колку што знам, се сеќавам, изнесуваше некаде 19,5% од вкупните трошоци кои што ги имаат граѓаните за вода. Значи, во тој дел немаме реално никаква надлежност и најдобро би било ова прашање да го поставите до соодветните надлежни органи, бидејќи ние не можеме да утврдиме какви давачки ќе дава кон граѓаните било кој совет во било која општина. Ние само ја определуваме, значи, тарифата за вода, која што потоа не е конечна, определуваме минимална и максимална цена и во рамките на таа минимална и максимална цена, секој совет на општина треба да определи цена која што ќе се применува за крајните граѓани. Инаку во изминатиот период кажав и сега да завршат малце овие проблеми со ковид кризата, регулаторната комисија за енергетика ќе покрене иницијатива за да ги определува целосно тарифите за водни услуги. Значи да нема потреба повеќе да се доставува до советите на општините, бидејќи ние сме регулаторно тело кое што во делот на енергетиката има искуство повеќе од 15 години и сигурни сме дека многу подобро ќе завршиме оваа работа отколку советите на општините во однос на определувањето на крајната цена. Да, имам две прашања. Првото ми е во насока на ја потврдивте информацијата дека енергетските компании доставија барање за покачување на цената на струјата. Можете да ни кажете да дефинираме колков период ќе треба на регулаторна за граѓаните да знаат дали да очекуваат повисока струја или не на цената? Значи, регулаторната комисија за енергетика во текот на изминатата недела ги доби сите барања од компаниите, ги доби од МЕПСО за пренос на електрична енергија, ги доби од МЕМО за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, од електродистрибуција за дистрибуција на електрична енергија и од Евана Хоум за обврската за универзално снабдување со електрична енергија на малите потрошувачи. Ние, значи, имаме премногу кратко време за да ги анализираме доставените податоци. Првично тоа што го гледаме е дека не сме задоволни од доставените податоци, пред се во однос на предвидувањата за потрошувачка на електрична енергија, исто така и во делот на одредени трошоци и за тоа по анализите кои што ќе ги завршиме оваа недела, во текот на наредната недела ќе доставиме барање до компаниите за да ги посериозно малци поточно да ни го обраложат податоците кои што ни ги доставиле. Инаку, до сега во историјата на регулаторната комисија за енергетика, сите компании од било кој сектор, не само за електрична енергија, туку и за природен газ, никој не поднел барање за да му се намали цената, туку сите поднеле барање за зголемување на цената, но во изминатиот период покажавме дека ние правиме точни анализи врз основа на нашите подзаконски акти врз основа на кои ги носиме цените и за електрична енергија, и за топлинска енергија, и за природен газ. Колку повисоки цени да му побара? Немаме конечна информација, поради тоа што, например, електродистрибуција
при своето барање има трошок и за пренос на електрична енергија и не може да го знае колку ќе изнесува трошокот за пренос на електрична енергија. Исто така Евана Хоум, како универзален снабдувач, е обврзан во текот на овој месец да распише тендер за набавка на електрична енергија и тоа го прави при што електрани на Северна Македонија имаат обврска оваа година да обезбедат 75% од потребите и исто така не го знае кои цени ќе ги добие на тој тендер, поради тоа што дел од компаниите, односно овие кои што имаат најголемо влијание врз цената, не можат во моментот на поднесување на барањето да ги знаат нивните параметри кои што влијаеле врз крајната цена. Уште едно прашање имам, имаме информација дека град Скопје оваа сезона грејна или веќе по нова година ќе превзема во раце парното грејење на Железара и топланата Скопје Север. Колку е точно оваа информација и што тоа значи? Значи, до регулаторната комисија за енергетика е поднесено барање, како што ви информирав и претходно, од страна на градски енергетски системи. Значи, во однос на тоа барање, ние направивме одреден прекин на постапка и тоа решение за прекин на постапка беше обжалено од градски енергетски системи и чекаме и одлука од управниот суд, но како и да е, во изминатиот период имав јас комуникација и со представници од градски енергетски системи и со представници од БЕК, така да ќе се најде компромисно решение во однос пред се на мрежата која што е сега дадена на користење на градски енергетски системи, но за таа претходно има договор за користење во период од 35 години од 1 јануари 2013 некаде до 2047-48. Значи, за онамо каде што градски енергетски системи ќе ни покаже дека има своји основни средства, апсолутно може да добие лиценца, но и тоа најбрзо би можело да се случи пред се за Скопје Север, а потоа може да се случи и во делот на Железара, во делот на енергетика, но пред се за тоа треба помеѓу себе да се договорат градски енергетски системи и енергетика, бидејќи тоа е собственост на електрани на Северна Македонија и треба да се најде соодветен начин на кој начин тие средства би се дале на користење на градски енергетски системи. Инаку, јас ја поздравувам таа иницијатива, градски енергетски системи да започнат со снабдување пред се во Скопје Север, а потоа и во енергетика, бидејќи во Скопје Север имаме компанија која што функционира и која што работи со огромни загуби и нема ни финансиски средства да ги покрива трошоците за набавка на природен газ и во текот на минатата грејна сезона и во текот на оваа грејна сезона. Ова предпријатие имаше сериозни проблеми во овој дел, но ние како регулаторна комисија за енергетика неколку пати ги замоливме, го замоливме снабдувачот со природен газ, Макпетролпромгаз, да излезе во пресред пред се на граѓаните. Инаку потенцијалот за нови потрошувачи пред се во Скопје Север е огромен, бидејќи во голем дел од зградите и во Скопје Север и во Топанско поле веќе има постоечка инфраструктура, односно во секој стан има радиатори. Ја верувам дека ќе има голем број на корисници ќе се приклучат на системот за организираниот систем за грејење и со тоа пред се ќе придонесат за намалување на своите трошоци, исто така и за намалување на загадувањето во градот Скопје.